Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте. Видовте што се случува на истокот, што е актуелно во вестите на телевизија Стар. И ако рековме на почетокот на оваа сезона на Што мисли народот, дека започнуваме во понеделник, започнавме со тема која што беше актуелна, но без гостин, и вчера исто така многу актуелна тема за која што нормално и без гостин можевме да разговараме. Денеска го имаме и првиот гостин во оваа сезона на Што мисли народот. Започнуваме со првиот човек на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во општина Штип, председателот на општинската организација на СДСМ, господинот Владимир Милошев. Господин Милошев, добар ден, добре дојдовте во нашето студио како прв гости во оваа сезона. Добар ден, на почетокот на емисијата би сакал да упатам поздрав до вас, поздрав до гледачите на телевизија Стар на емисијата Што мисли народот, да ви посакам успешен почеток на новата сезона на емисијата Што мисли народот. И секој како прв гостин во оваа сезона е доволен индикатор дека политичките случувања во Република Македонија ќе бидат во фокусот на вниманието на граѓаните и на македонската јавност. Секако и Штип е дел од државата и многу ми навелат најчесто, и навистина е така, кога ќе помисли човек, многу работи тргнале од Штип, и никако не може да се тргне како еден политички центар во државата. Сметате ли дека го задржува приматот како политички центар, еве, например, од тоа во каква кондиција се двете политички партии, со оглед на тоа што со вас имаме разговарано во период кога трпевте жестоки критики за неактивност на самата опозиција во Штип, па во период кога започнавте, и сега период кој што имате активности овде во Штип, но и сте поврзани цврсто со она што се случува на државно ниво, бидејќи многу работи зависат од тоа како ќе заврши таа политичка криза. Да ги следиме тие случувања. Се сложувам со вас дека Штип од секогаш бил и ќе биде индикатор на расположението на граѓаните, индикатор на главните политички случувања во Република Македонија. Во Штип ќе се кршат копијата, бидејќи знаеме дека во целиот изминат период на независност на Република Македонија бројни политичари произлегоа токму од Штип, бројни историски настани се врзуваат токму за политичари кои што потекнуваат од Штип, и некако тежината на политичките настани, поврзувајќи се со имињата на овие политичари, тргнуваат и завршуваат токму од Штип. Заради тоа и Штип е многу битен како за моментално владеачката партија, меѓутоа и за нас како опозициона партија, и следува еден период во кој што турбулентен период тоа ќе биде се до изборите, ќе растат тензиите се до изборите, тензии нормално на политичката сцена тензиите, кои што ќе бидат избори, сите знаеме веќе во април 2016 година, и според сите анализи тоа се избори да се биде или не за Република Македонија и за нејзините граѓани. Од што зависи како ќе оди СДСМ на избори, затоа што имавме досега избори на кои што програмите ги имаа политичките партии, иако СДСМ беше обвинуван дека нема политичка програма, најчесто тие беа обвинувања, меѓутоа на крајот одлучуваа повеќе нападите. Дали зависи од тоа колку ќе бидат обезбедени предуслови за фер и коректни избори, па да се оди со програма која што навистина ќе биде издржана, или пак ќе бидете принудени доколку не се оди, доколку нема предуслови, на поинаков начин да настапувате? За да дојдеме до одговорот на вашето прашање, ќе морам малку да направиме една ретроспектива зошто дојде до оваква ситуација. На граѓаните, на вас, добро ни е на сите познато, меѓутоа за да направиме еден вовед во разговорот и во емисијата, сосема кратка ретроспектива. На 27 април вечерта во 19 часот, на моментот на затварањето на избирачките места, Социјалдемократскиот сојуз јасно порача дека криминални избори на начин како што ги организира Никола Груевски, повеќе никогаш нема да признае. Ги вративме претеничките мандати и потенциравме. Никола Груевски мора да ги сноси последиците и одговорноста за начинот на спроведувањето на изборите во изминатиот период неколку изборни циклуси. Имавме една институционална платформа, која што платформа имаше за цел, основна цел, мотото беше враќање на слобода и демократија во Република Македонија, и јасно кажавме, следните избори мора да бидат минимум фер и демократски,
А таквите избори не може да ги спроведува Никола Груевски, туку преодна експертска влада која што ќе ги создаде предусловите за одржување на тие избори. Таму некаде јануари 2015 оваа година на она фамозна пресконференција Груевски, како што се сеќаваме сите, го обвини председателот Заев уште пред објавувањето, пред почетокот на објавувањето на материјалите од проектот Вистината за Македонија, го обвини председателот Заев за државен удар, за пуч. За пуч, обид за државен удар и сакајќи да докаже дека е долга раката на владење на ВМРО ДПМН, дури е спремен да го прати и во затвор. Тогаш тој нагласи дека компромис ќе нема. Што се случи од тогаш до ден денес? Во меѓувреме испрати во политичка пензија тројца негови најблиски соработници. Тоа се директорот за државна безбедност и контраразузнавање Мијалков, министерката за внатрешни работи Јанкуловска и министерот за транспорт и врски Јанакиевски. Што секако беше под притисок на бомбите. Секако. Инаку веројатно немаше да дојде до тоа. Токму тоа. А потоа дојде Пражинскиот договор, а Груевски цело време во тој период негираше дека ќе нема избори, ќе нема преодна влада, ќе нема оставка, ќе нема ништо. Дојде Пражинскиот договор, каде што беа договорени специјален јавен обвинител, беа договорени предвремени избори, беше договорена негова оставка и беше договорена преодна влада, политичка влада, која што ќе ги подготви, која што ќе подготви Македонија за спроведување на фер и демократски избори. Значи, во изминатиот 7-месечен период, мачен, ќе речам 7-месечен период, се научивме на многу нешта. Научивме дека во Република Македонија не постои непобедлив политички фактор. Со аргументите и доказите од проектот Вистината за Македонија докажавме начинот на кој што владата на ВМРО ДПМН и Никола Груевски владеја во сите изминати 9 години. Значи, сметате дека голем е успехот со смената на најблиските соработници на Груевски, со тоа дека е постигнат договор дека ќе си замине околу нова година и дека изборите ќе бидат во април, меѓутоа дали очекувате дека ќе бидат создадени, дали ќе биде испочитуван до крај договорот? Ако е така предвидено во договорот, изборната регулатива, за што се говори вчера и денеска, колку што знам. Договорот сега е на маса. Свесни сме и сите сме сведоци дека премиерот Груевски во последниот период, после постигнувањето на договорот, е растрчан по населба, по населби, по мала, по градови, пушта ленти, ветува инвестиции, ветува вработувања. Всушност, тој се обидува во овој период до формирањето на оваа преодна влада да искреира една нова слика во Република Македонија, сосема спротивна од онаа грда слика која што е виде и Македонија и светот од материјалите од проектот Вистината за Македонија. Нас тоа воопшто ниту не загрижува како Социјалдемократски сојуз, ниту пак не дефокусира од она што е наша главна поента. Прво, на генерално ниво зборувам, тоа е комплетна реализација на и спроведување, значи почитување и спроведување на Пражинскиот договор, што значи него имплементација до последната запирка. Овде е извештајот на експертската група на Прибе, во која што се наведуваат низа на аномалии во целиот општествен систем во Република Македонија од различни сфери, во која што се бара дословно реформирање и елиминација на тие аномалии. Така да, овој договор мора да се почитува до крај. Постојат три главни, оно што прашавте дали ќе се испочитува и ќе дојде до формирање на предуслови за фери демократски избори. Постојат, мислам, дека три главни столба кои што треба да се докрај испочитуваат за да се создадат токму тие услови. Прво, тоа е јавниот обвинител, специјалниот јавен обвинител, кој што е веќе избран, веќе е изгласан законот за специјалниот јавен обвинител и веќе во тек е формирање на тимот, сопствен тим на специјалниот јавен обвинител, кој што ќе ги превземе сите необјавени и објавени материјали од проектот Вистината за Македонија и ќе продолжи со негово истражување.
Вториот столб представува Министерството за внатрешни работи. Во октомври или беше кога? Да, 20 октомври. Так. 20 октомври на Социјалдемократскиот сојуз ми припаѓаат две министерски места, тоа се Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и социјална политика. Со превземањето на Министерството за внатрешни работи ќе се елиминираат сите оние изборни манипулации, сите оние притисоци, закани, уцени пред и на самиот ден на изборите. Никој повеќе нема да се осуди, да се заканува на државната администрација, да прави списоци на гласачи за ВМРО ДПМНЕ, никој нема да се осуди да седи пред избирачките места и да прави списоци на гласачи кои што излегле за во подоцнешниот дел од денот да ги влече и да ги принудува гласачи да излезат на гласање и така натаму. И третиот столб или третиот битен фактор во создавањето на предусловите за фер и слободни избори секако представува медиумскиот простор, односно во конкретниот случај на договорот од Пржино е државната телевизија. Македонската телевизија според договорот значи треба да се реализира и да имаме двојно уредништво во македонската телевизија со што ќе се обезбеди доволно простор, рамноправен, пропорционален простор и на опозицијата во презентирањето на својата програма. Да проговориме уште малку за овој договор од Пржино, бидејќи ако некој имаше сомневање до изборот на специјалниот јавен обвинител дека ќе се спроведе договорот од Пржино до крај, ми се чини се помалку има луѓе кои што мислат така. И се чини дека странците притискаат и може само да негодуваме или некој да негодува, меѓутоа очигледно дека ќе се оди до крај во реализацијата спроведување на тој договор од Пржино. Да. Меѓутоа интересен е тој договор дали гарантира на вистина, дали гарантира и дали само специјалниот јавен обвинител е точката која што е најважна? Ви објаснив. Така. Значи овде се Министерство за внатрешни Да, во ред, работи. меѓутоа, зборот ми е многумина очекува дека специјалниот јавен обвинител ако започне да покренува постапки против премиер, против функционери, дека со самото тоа како кула од карти ќе се распадне системот кој што го има оформено власта и дека нема да има потреба од другите да се реализираат така. Клучна целиот улога договор. ќе има специјалниот јавен обвинител. Клучна улога во целиот процес на демократизација на општеството, да испрати јасната порака до граѓаните, меѓутоа и до политичките субјекти, и од власта и од опозицијата. Злоупотребата на власта ќе биде ригорозно казнета. Веќе никој понатаму нема да смее да се осуди, да се дрзне да ги злоупотребува парите на граѓаните. Клучна улога ќе има специјалниот јавен обвинител. Меѓутоа, не и пресудна. Не и пресудна. Ви ги спомнав, има многу други сегменти. Така, ги споменавте неколку столба кои се важни од целиот договор. Столбови кои што ќе бидат многу битни за создавање на тие услови, односно предуслови за фер избори. Во такви услови, јас ќе се изразам еден, значи ако сите овие договорени работи реализираат, јас могу ќе употребам сега еден спортски жаргон. Во април месец ќе одиме на надпревар каде што ќе нема допинг. Ќе одиме на надпревар каде што ќе нема подкупени судии. Надпревар каде што ќе нема да има довлечкани насилници, навивачи, така наречени. Па тогаш ќе одиме на избори и во такви услови изборите гарантирано ги добива опозицијата. Меѓутоа во фер и слободна атмосфера. Ги повикам и гледачите, оние кои што сакаат да опонираат или да прашаат, да се јават слободно. Мене ми интересен овој момент, значи истовремено знаејќи каков е договорот од Пржино, ова што го кажувате, знаејќи дека некои работи нема да може да бидат како на претходни избори, ако е така, повторно Груевски прв вели дека во април повторно ќе победи ВМРО ДПМНЕ и повторно со голема разлика. Од каде таа сигурност според вас? Вака сега. Сите овие години пресудна улога во опстанокот на Груевски има улога токму медиумите. Слободата на медиумите, медиумскиот простор ќе бидат пресудниот фактор во демократизацијата на целокупниот општествен систем. За жал, сите овие изминати години пропагандата на машинерија на ВМРО ДПМНЕ успеа да инфилтрира пропагатори во новинарската сфера и на тој начин на новинарите, на професионалците да им ја украде самата професија. Токму тие новинарски пропагатори, токму тие
медиуми, најгледани медиуми, кои што преку задоволување на интересите на газдите на тие медиуми, најгледани медиуми, се удараше посетилата на граѓаните 24 часа во текот на денот. Граѓанинот, слушајќи ја, она паралелна слика од вистината, од реалната сурова вистина за живењето во Република Македонија, немаше простор да размислува, да реагира, да ја осознае суровоста на реалноста на живењето во Република Македонија. Не е тука само клуч македонската телевизија, државната телевизија, која што е еден од столбовите за демократизација и за создавање на фер избори. Зборуваме за целиот извитоперен медиумски простор во Република Македонија. А губењето на професионализмот на добар дел од новинарите, ставајќи се во функција на пропагирањето на партиската програма и политика на ВМРО ДПМН, пак ќе повторам, креирајќи еден паралелен универзум од оној што на вистина реално случува во Република Македонија. Токму тоа е и суштината на проблемот, манипулацијата на граѓаните во Република Македонија. Во такви услови, во такви се уште постоечки услови, непроменети услови, опозицијата, Социјалдемократскиот сојуз како водач на опозицијата, имаат историска улога да го променат токму тој амбиент, да ги санираат сите тие негативни тенденции и последици од владењето на ВМРО и ДПМН и Груевски во изминатиот период, да обезбедат спокојство на граѓаните и да ја вратат вербата во институциите на систем, кој што е сериозно изгубено. Токму од кај медиумите ќе продолжиме во вториот дел и со прашањето како ќе се настапи на изборите. Одиме со првиот блок на реклами. Елкос ЕТЦ за сите верни потрошувачи подарува ваучер за пазарување 5 пати по 6000 денари секој месец, плюс инстант подароци за вредноста на вашата сметка. Пица, кафе, чај, палачинка и безброј изненадувања. Со прашање и одговор до многу подароци, само за купувачите со фамилијарната картичка. Бидете дел од ЕТЦ фамилијата и побарајте ја вашата фамилијарна картичка. ЕТЦ Штип, каде купувањето носи насмевка. Најголемиот и најдобро снабдениот хоум центар во Истокот, ПСС. Се за вашиот дом и градина. Санитарија, алати, косачки, апарати за заварување како и украси, жардинјери и бела техника. Дојдете и ќе се уверите. ПСС Хоум центар. Најопремени и најефтини, Паневски. Продажба на иверка, медијапан и оков за мебел, како и компјутеризирано кроење и кантирање со најсовремени машини. Во Паневски и алуминиумска столарија и ПВЦ, како и оков за алуминиум и ПВЦ. Повелете и проверете во кругот на Туртел Штип или јавете се на 078 838 068. Паневски. Пакет маркет, нефтино во целиот град, училишен прибор 15% намаление, мусли 110 грама, 33 денари, блага маслика 1 килограм, 149 денари, врат пекабеско 1 килограм, 299 денари, новосадски колбас 1 килограм, 195 денари, сјај фери 500 милилитри, 49 денари, малиција антипреспирант 137 денари, туалет Виолета 8.1, 59 денари. Пакет маркет, пријател на секоја домакинска куќа. Најбрзи, најточни, најсигурни и најниски цени за сите континентални и интерконтинентални летови. До Америка, Австралија, Канада, Африка или било каде во Европа. Летајте во организација на Медитеран. Каде и да сте во светот, најблиску до дома ќе видите со Медитеран.
Медитеран, членка на асоцијацијата АЈАТА, најдобриот гарант за сите летови. Пакет маркет во Ново Руво. Посетете ги маркетите кај Джексон, Алумина или во 8 ноември и улицата Иво Лола Рибар и уверете се дека навистина сме најевтини во целиот град. Пакет маркет, пријател на секоја домакинска куќа. Вкусно и здраво, природно сушено овошје и зеленчук на планински воздух. Агромакс Бирово во сите маркети на Китго, генерален партнер за Источна Македонија. Агромакс, едноставно природно. Во маркетите на Зендолино, млеко Пекабела со 2,8% масленост, 35 денари. Крем стапчиња Ласта, 60 денари. Шунка специјална екстра мейн, 175 денари. Кравио сирење Идеал шипка, 235 денари. Кравје кашкавал, 292 денари. Тафт лак и пена, 159 денари. Течен детергент Нила, 109 денари. Купка Фелче Азура со 250 мл гратис, 119 денари. Тоалет Зева 8+2 за само 155 денари. Секогаш ваш, Зендолино. Еве не назад во студија, ние продолжуваме со дискусијата со нашиот гостин за време на рекламите и продолжуваме оному кај што застанавме. Мене ми беше сосема кратко, сакав да прокоментирам и деки медиумите ми се секојаш интересни. Македонската телевизија е предмет на разговори и оно од договорот. Значи, може единствено таму да се реагира. Во приватните медиуми, каква сакаат политика, таква ќе заземат. Сметате ли дека можеби контролирањето на парите ќе влијае да се смени улогата на приватните медиуми во држава? И ќе биде ли доволно само македонската телевизија? Макар што нели, во нормални состојби, само македонската телевизија е таа која што... Доволна би била. Доволна би била македонската телевизија да не да изврши влијание на гласачкото тело. Објективно да известува во пресретни избори, значи во изборна кампања, за програмите и за настапите и на позицијата и на опозицијата. Сега во услови, кога ви спомнав дека имаме страшно извитоперен медиумски простор и контролата на парите кои што досега се слева во приватните медиуми. Веќе знаеме дека со Пршинскиот договор на 20 октомври ќе биде изгласна преодната влада, во која што општо познато е според договорот дека Социјалдемократскиот сојуз ги превзема Министерството за внатрешни работи, Министерство за труд и социјална политика и како заменици министри влегуваме со 3 позиции. Тоа се Министерство за земјоделие, финансии и државна администрација и информатичко општество. Кога сме кај финансиите, ќе има контрола на трошењето на буџетските пари. До сега сите тие финансирања на скапо платените политички реклами и проекти на владата на Република Македонија, да не спомнам сега, имам бројки колку се чинеа проектите на владата, колку беа платени на тие приватни медиуми, со кои што пари, тоа е безобразно, бескрупулозно трошење на народните пари. Само заради собственото рекламирање. Тоа е нонсенс, тоа е злостор. Сега, во оваа ситуација, од 20 октомври, веќе нема да го има тој проток на буџетски пари во приватните медиуми. Доколку власта сака да си ја финансира собствената кампања, собствената политика, во тој случај ќе мора длабоко да бркне во собствениот джеп, за да си обезбеди простор на медиумите за пропагирање на нивната политика. Така, продолжуваме со тие очекувања кои што беа, значи често пати власта обвинуваше, ВМРО ДПМН обвинуваше дека се во ова СДСМ го прави само малку да си го крене рейтингот, дека целта е само да се дојде на власт без избори. Сега се говори и на избори, ако се дојде на власт, дека целта е само да се дојде на власт. Колку опозицијата може да ги убеди граѓаните на Македонија дека целта е демократизација на општеството, целта е да малку поинакви состојби да дојдат? Колку сметате дека тоа може да се постигне во овие услови? Многу битен елемент во целата оваа работа што имаме будење на граѓанската свест. Најбитен елемент. 9 години мозоците на граѓаните
беа ставени на вриење во пропагандната машинерија на ВМРО ДПМН. Беа напаѓани сите сетила, за да едноставно граѓаните не смеат и не може да размислат поинако од оно што им се сервираше на скапо платените медиуми, односно партиски блиски медиуми до ВМРО ДПМН. Јас не би тука многу дискутирал за оно што би се случувало во периодот кој што ни престои во однос на кампањата, меѓутоа реков дека граѓанската свест е разбудена и пресудна улога тука ќе има понудата на Социјалдемократскиот сојуз на престојните избори. Токму тоа е важно, затоа ве прашав во услови на да се создадат такви услови за фер и коректни избори. Со каква програма ќе излезе, бидејќи некни ми се чини на 24 вести, Заев говореше дека програма се подготвува веќе. Значи, дали сметате дека конечно е можно да се отиде на избори и програмата да има клучно место, не нападите, бидејќи да се разбереме СДСМ има моќен адут во ракавот, ако ги пушта само за време на кампањата бомбите, тоа е моќен адут. Меѓутоа тогаш во втор план би отишла програмата, нели? Нема да биде нападот единствената стратегија. Значи, мислам дека она што беше објавување на бомби е завршена работа. Проектот Вистината за Македонија си ја постигна целта. И ќе отидат изгледа во раците на специјалната обвинителка. Докажавме, сите одат, комплетниот материјал оди во раците на специјалната обвинителка. Наше е сега, преку програмата, преку контактот со граѓаните, да им понудиме и да им докажеме на граѓаните дека нудиме сосема поинаква Македонија, сосема поинаков живот на граѓаните од оно што го има во досегашниот период. Нашата програма ќе биде во насока на економско закрепнување на поединецот, со тоа економско закрепнување на државата, а столбот на се ќе биде транспарентноста на трошењето на народните пари. Транспарентноста, токму на нетранспарентното трошење на народните пари беше главниот стожер кој што го струши митот на честноста на ВМРО ДПМН. Преку, повторно ќе кажам, проектот Вистината за Македонија. Видовме со докази, со аргументи, на кој се начин се трошеа парите кои се земаат од граѓаните. Сега ќе им понудиме на граѓаните граѓански концепт. Значи ќе градиме партиско-граѓанска архитектура, концепт кој што ќе биде базирана на принципи. Тие принципи ќе лежат на европска основа. Граѓаните ќе можат да ја спознаат, да ја увидат разликата од она што беше досега и она што ќе го нуди Социјалдемократскиот сојуз за веќе од 25 април 2016 година. Да вклучиме гледач, бидејќи имам и јас прашање врз ова што го кажавте околу граѓаните учеството нивно во креирањето на се. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Штип. Поздрав до Центарот за развој на јавното мислење. Вака, спомнате програма. Програма Социјалдемократскиот сојуз не мора да има. Доста е само заживување на средната класа. Што нашиот лидер тоа го објави. Тоа е само доволно. Меѓутоа, една друга работа. Од 2006 година навак 70% изјавата на Груевски и на председателот на Сдруженијето на пензионерите на Македонија, 70% покачување на пензијата, голема лага. Плюс тоа, во колку години нема порамнување во првиот и во шестиот месец од календарската година на пензиите или на платите. Тоа е болно. Меѓутоа, секој треба да го свани онаа работа, пристрасноста да ја остави, да влезе реалноста на снага. Реалноста. Било кој или во која партија некој членува. Реалноста да влезе. Меѓутоа, јас ќе кажам, од 2006 година навака, 9 години, не ни е добро.
Пристрастност нема. Ако е добро, ќе речеме дека е добро. Меѓутоа не е добро. Не е добро. Меѓутоа, сега, не значи, ако е овде сега присутен председателот на Социјалдемократскиот сојуз, дека на избори ќе биде, ево, премиер Заев или ќе победи Социјалдемократскиот сојуз, да победи оној што ќе биде добро за народот. За народот. А сега, за сега, спасот е во Социјалдемократскиот сојуз моментално. Немаме друг спас. До слушање. Благодарам, многу пријатно. Благодарам, само ќе ми дозволите так, да се повелете. дополнам, бидејќи имав намера токму тоа да го кажам, па го вклучивме гледачот. Целата програма која што е во фаза на подготовка се базира, основите на програмата ќе бидат она претходната враќање на средната класа, со тоа што сега ќе биде само надополнета и надоградена. Базата, фундамент на програмата е враќање на средната класа. Потполно се сложувам со гледачот. Во однос на тоа дека многу работи се променија од 2006 година па до денеска, би сакал само да напоменам една работа. Граѓаните во целиот овој период беше продуцирана една систематска малодушност, пасивизација имаше, страф имаше кај граѓаните, токму на тие политики на ВМРО ДПМН. Ретко можеше да се слушне јавно изговорен глас на реакција, на незадоволство, на критичко мислење на власт. Секој оној кој што немаше да биде шрафче во она цела машинерија, механизација на пропагандата на ВМРО ДПМН, ќе беше осуден за државен непријател. Сега веќе пак ќе потенцирам граѓанската свест од проектот Вистината за Македонија, од оној огромен историски најголем митинг на опозицијата на 17 мај, од периодот на демонстрацијата на кампувањето на отпорот пред владата на Република Македонија, каде што се дојде до израз токму граѓанскиот дух и каде што се потенцираше и акцентираше тенденцијата за создавање на слободно и демократско општество, од тогаш наваму, значи, веќе имаме битни состојби. Токму вие што спомнавте и скептицизмот околу постигнување, реализација, имплементација на Пражинскиот договор. И целиот проект Вистината за Македонија. Проект. Вашиот проект. Ќе се вратам само пак на пресконференција на премиерот во заминување Никола Груевски од крајот на јануари. Тогаш постоеше една општа безнадежност, мораме да се согласиме. Денеска веќе состојбата е сосема поинаква. Радикално променета, така да отворен е патот, трасиран е патот за промени. Промени ќе се случат. Власта на ВМРО ДПМН во април заминува. Меѓутоа, вие рековте, значи, во иднина еден партиско-граѓански концепт. Архитектура. Нели го прави платформа. тоа сега Груевски со одењето на секаде, директно разговара со граѓаните и решава речи си на лице место некои работи. Нели тоа пак слушање на граѓаните? Рече, дали ме гледач? Ај вака сега, ќе одговорам на прашањето. Бидејќи на некој начин граѓански концепт. Груевски сите овие 9 години глуми граѓанска концепција, односно задоволувањето на интерес на граѓаните. Ако сега гледаме дека во новинарските извештаи пред се на неговите партиски медиуми, на најгледаните телевизии, дека Груевски во средбите со граѓаните крева телефон и директно ги решава нивните проблеми. Каде е тука новинарската забелешка, новинарскиот прилог и новинарското прашање зошто во овие 9 години преродба, имаме 9 години преродба во 100 чекори, што требаше многу порано да заврши и сега да бидеме кој знае каде, зошто е дозволено после тие 9 години преродба да имаме граѓани без улица, асфалтирана улица, граѓани без вода, граѓани без канализација, граѓани без училиште, граѓани без лекар. Зарем треба да разговараме за после тие 9 години условна преродба да живеат во такви услови, без вода, без канализација и така натаму? Не. Ова е само уште една насилничка, пропагаторска кампања на премиерот во заминување во обид да се спаси и да создаде, повторно ќе кажам, споменав на почетокот, една лажна, креирана слика
сосема поразлично од она што ја виде Македонија и светот во проектот Вистината за Македонија. Груевски си заминува. Груевски си дава оставка пред Нова година. Груевски Но вери си дава да се врати во април. Груевски си дава оставка не затоа што сака СДСМ, издружената опозиција, затоа што баравме во Пражинскиот договор. А Груевски си дава оставка затоа што нанесе огромен срам на Република Македонија. Груевски си дава оставка затоа што го заведе македонскиот народ во сосема погрешна насока. Затоа што направи пустош во македонската економија, затоа што станавме изолирана држава на надворешната политика, далеку излезени од колосекот на евроатлантските интеграции. Груевски си дава оставка затоа што играше на картата на лажниот патриотизам и квазинационализам, играјќи на картата на името. Груевски си дава оставка ради оние длабоки поделби во општеството. Сите сме сведоци на тие длабоки поделби што ги направи и што се спуштија дури на ниво на фамилија, на семејство, на СДСМовци и ВМРО-вци, на патриоти, на предавници, на антички, на словенски македонци. Груевски си дадува оставка кој резултат на антиквизацијата и оној огромен пералница на пари, антимакедонски проект Скопје 2014. Ете затоа Груевски конечно и дефинитивно ќе си замине од политичката сцена. А промените ќе се склучат во април 2016. Ќе заокружиме веднаш по вториот блок на реклами во последниот дел од нашата емисија. Најниски цени во маркетите на Кидго. Јогурт алпски 2 броја со гратис чаша 109 денари. Чадена свинска слајнена Глобус 285 денари. Пилешки паризер со кашкавал на мејн 93 денари. Пилешки виршли екстра перутина 1+1 гратис 40 денари. Зачин јумис 3+1 гратис 41 денар. Чоколадо Милка 38 денари. Типсо 900 мл со гратис Типсо 450 мл 77 денари. Течен детергент Первол 3 литри 289 денари. Маркети Кидго. Ви гледате само кацика да си најдете померка. А за моторчиња имаме колку што сакаш. Према човека, од мали до големи. Чопери, скрос мотори, АТВ, УТВ, точаци, велосипеди, моторчиња, скутерчиња и за сек случај моторчиња. Трупчето е гратис. Хамачи. Отворен е првиот агроцентар во Република Македонија на 2 локации во Штип, наскоро и во Свети Николе, каде има се за успешна земјоделска приказна, каде може да се снабдите со квалитетна земјоделска механизација, квалитетен семенски материјал, ѓубрива и препарати за поголеми и поквалитетни приноси. По повод отварањето голем попуст на следниве артикли. Ваш сигурен партнер Агро 9 километар. Најдобрите и најквалитетни ламинатни подови набавете ги само од Мегапод. Познати производители, огромни гаранции и избор од кој боли глава. Мегапод, позади гимназијата Славчо Стојменски. Ние газиме со стил, а вие? Во тек изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовскиот Градежен факултет, која воедно е зголеми и стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина на ставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте ме. Најново во Алпан.
Сега со уште поголем квалитет на вашите прозори, со нова CNC технологија од веќе за вас добро познатиот бренд Рехау, со 5-коморни и 6-коморниот профил Рехау Гениал, застаклени со најквалитетниот термопан стакло, прозирно 4 сезони. Вистинскиот квалитет го имате кај нас. Повелете и уверете се. Алпан, за мир во вашиот дом. Ладно цедени масла за секојдневна употреба. 100% масло од тиква. Исцедено од природата. Фила. Секогаш нови идеи за изгледот на вашите тоалети и купатил. Плочки, санитарија, туш кабини, кади и ламинат. Изберете од Евромаркет 2002. Евромаркет, над автобуската станица во Штип. Вашето решение за сите дилеми. Нова колекција на Цицибан во салоните на Пеко. Супер бренд на годината. Пакет Маркет, најевтино во целиот град. Виолета влажни марамчиња 59 денари. Детергент Дуел 3 кг 199 денари. Царска сланина 1 кг 299 денари. Викенд шунка 1 кг 155 денари. Кулен пекабеско 1 кг 389 денари. Амадори виршло 100 грама 15 денари. Супа подравка 16 денари. Малиција купка 123 денари. Пакет Маркет, пријател на секоја домакинска куќа. Еве не назад во студио, завршија рекламите и имаме уште неколку минути и мислам дека треба да заокружиме со разговорот, бидејќи говоревме најмногу за тоа што се случува од аспект на државно ниво, многу очекувања од се тоа што е тој проект Вистината за Македонија и договорот од Пржино. Таму странците инсистираат. Меѓутоа, во меѓувреме, власта си има своја агенда која што ја води, рековме. Премиерот оди како во кампања и решава проблеми на лице место. Проговорите за тоа. Од друга страна, постојано забележуваме, еве денови имаше податок дека 20.000 вработувања има со акцијата Македонија вработува, што не е мала бројка. Инвестиции вчера одеве Електрик во Струга, ми се чини во Штип пред некој ден Техникал Текстайл. Сето тоа, кога се погледне, значи е некои резултати кои што говорат дека се отвораат работни места нови. А како на тоа може да одговори опозицијата? Видите сега, тој во оваа мини кампања што ја води сега, што му представува една, ќе цитирам председателот Заев во последното интервју кај Оливера, рече последната Лебедова песна. Значи, тоа му е последната кампања Никола Груевски, која што ќе има, да речам, можност да излезе пред граѓаните, да им ветува сега се и се што. Македонија вработува проектот е најблагоречено најголемата измама на владата на Никола Груевски. Правото име е Македонија се иселува. Нема ли толку вработување како што е кажано? Статистиката зборува за 370.000 иселени млади лица во последните 8 години. Не отидоа ова емиграција на македонските граѓани не се случи од нивна сопствена желба. Принудно мора да ја напуштат Република Македонија. Од две причини. Прва причина беше сиромаштијата, безработицата, безперспективноста, а втората причина условите во кои што и оние што работеа, воспоставените релации, услови и вредности ги принудија да заминат Република Македонија. Спомнав дека тие или ќе беа она шрафче во целокупната машинерија само за држење на моќта и богатството на премиерот, или ќе беше осудени на како државни непријатели. Навистина, жалосно е целиот онај квалитетен потенцијал. Според статистиката, сите оние млади кои што завршуваат факултет, 40% од нив во наредните 5 години не се гледаат во Република Македонија. За да
се вработи млад, завршен факултет. За да дојбие работа, мораше тој лично и неговите родители да одат по роднини, комшии, пријатели, колеги, да прават списоци на гласачи за ВМРО ДПМН, ќе гарантираат гласачи, а потоа да влезе на работа. Токму тие услови замина младите од Република Македонија. Останавме, за жал, бројка од 2 милиони веќе представува мит, во колку не се случат промени во месец април, а верувам дека ќе се случат, има опасност и еден цел народ да исчезне, значи, од оваа територија. Така да, во овие услови, опозицијата и Социјалдемократскиот сојуз, реков, имаат историска одговорност да го исчистат гнилежот што го создаде груевизмот во целиот систем во Република Македонија. Веќе Груевски не е битен. На Груевски веќе никој не му верува, на Груевски никој не може сериозно да смета. Меѓутоа, за сите овие години, 9 години, е создаден еден систем на груевизам, што значи, не зборам за да го исчистиме гнилежот од груевизмот на персонални решенија да чистиме гнилеж, туку гнилежот од создадените услови, пореметени вредности, извитоперени атмосфери, подместување, лажирање и така натаму, да вратиме во нормала, а потоа од 26 април реформирање на секоја пора од општеството. Со тоа на граѓаните ќе им обезбедеме достоинствен живот и просперитетна иднина. Мораме да се вратиме на европскиот пат, онаму каде што беше Македонија во 2006 година. Моето последно прашање се однесува поврзано со ова што го говорите. Значи, целата оваа ситуација, ние веќе имаме поделеност голема меѓу граѓаните на едни и други. За жал. Дури се мразат луѓе, не сакаат да разговарат затоа што се од различна политичка провиненција, што е нонсенс. Меѓутоа, колку целата оваа ситуација која што ни предстои, што имаме сега и што ни предстои, тие избори, ќе остават простор потоа, бидејќи треба да живеат луѓето и подоцна. И од едната и од другата партија треба да придонесуваат за овој град и подоцна. Колку има капацитет во самите политички партии во Штип, еве да речеме во Штип, да го надминат тоа што ќе бидат последици и од бомбите, и од овие избори кои што доаѓаат, од се што ќе се случува, бидејќи се најава дека ќе случуваат многу нешта. Колку подоцна ќе можеме да работиме заедно сите, и партиите, и граѓаните, бидејќи не сите граѓани членови на партии, не? Се сложувам со вас, токму тие поделби, тие нетрпеливости, не би рекол и омрази, сега може би има и елементи на омрази, навистина оставија длабоки резови во меѓуграѓанските односи во целокупниот систем во Република Македонија. Тешко ќе биде, навистина тешко ќе биде санацијата токму на тоа. Тоа е тој груевизмот за кој зборувам. Од партиските медиуми на ВМРО ДПМН можевме да слушнеме во овој изминат период, кружи еден бауч, кој слушнав тоа, дека не дај Боже да падне од власт ВМРО ДПМН. Ке ни го сменат името, ке ни го земат идентитетот, ке економски крах ке доживее, ке бегаат инвеститорите, нема да се делат субвенции, ке нема социјална помош, ке има демонстрации, ке има немири, ке има меѓунационални судари и така натаму. Ништо тоа нема да биде. Се нормално ќе се функционира кога ќе дојде до промена на власта, кога самите граѓани, граѓанскиот концепт ќе победи, бидејќи концептот на Социјалдемократскиот сојуз е во центарот на вниманието, центарот, столбот да биде самиот граѓанин, интересот на самиот граѓанин. За жал, Република Македонија ќе мора скапо да го плати груевизмот во овие години. Осудена е Република Македонија скапо да го плати, така да ќе нема многу простор за радост после победата на априлските избори, бидејќи навистина не очекува многу сериозна, темелна, многу работа, долг временски период, за да сите оние пори на изместени вредности, на аномалии, на руинирани состојби во сите сфери на општеството, се вратат на нормала и почнеме да градиме еден граѓански концепт и граѓански систем. Така да би завршил со она познатата што нема да ве убие, ве прави посилни. Така да верувам дека граѓаните сите заедно
од целата ова состојба ќе излеземе многу посилни во интерес на Република Македонија, во интерес на евроатлантскиот пат на нашата држава. Ви благодарам за гостувањето и ова прво ваше гостување на теми кои што се поврзани со оно што е најактуелно во државата, се разбира во некоја следна прилика и за локалните збеднувања во градот, ќе имаме време да говориме за тоа. Задоволство, сегогаш ќе учествувам во вашата емисија. Благодарам многу. Почитувани гледачи, тоа беше Што мисли народот заедно со првиот човек на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Штип, господинот Владимир Милошев. Се гледаме утре повторно со ново издание на нашата емисија, веднаш по првите вести. Бидете овде.